Вториот дел од емисијата ќе го посветиме на твојата компанија Novus, една од најстарите компании кои приватни компании во Македонија. Која година е формира Novus? 1989. 89-та. Тоа е таман времето Анте Марковиќ кога се охрабривме да правиме приватни компании и така натаму. Тоа бевме ние баш лидери. Најинтересантна работа се сеќате подсетам, тоа се уште имаше сок и данокот на промет беше 45%. И после дојде Анте Марковиќ го направи 25 да биде, го смали малце и тогаш функционираше целосна Југославија и представништвото за Југославија беше во Хрватска. И целата роба што се увезуваше, нели која увезува увозникот, ја плаќа царината и најголем проблем беше што данокот идеше во Хрватска, нели, а робата доаѓаше тука. Па среќа тогаш беше доста оштрумен и доста ни помогна Јордан Марковски, тогаш беше директор на управа за приходи на градската и ни даде првите совети, зашто ние имавме тогаш само по 22 години. Така да беше доста напорно и бевме меѓу првите, беше добро, заради тоа што тогаш постоја големите оние конгломерат, да не кажам, една Автомакедонија, една механика, Автоцентар, што имаше Аутоунион, што беше Унис. И требаше да им конкурираш на нив. Па ние добро што бевме млади, бевме храбри, да не кажам. Кој бевте тоа вие? Јас и Драган, значи. Кој е тој Драган? Драган Таневски, писателот сега познат. Врати ме у кадар. Да, заради тоа што со Драган Таневски е еден од најчитаните и најпродаваните писатели со еден романтичен пристап. Он сега не е веќе во Македонија, си замина во Европа, во Германија, но од самиот почеток и до скоро беше твој партнер во Novus. И уште сте партнер? Да, уште ги неаме тие работи до крај. Ние сме пред се сме биле другари. Испомешани сме старостот од мене, ја него и така дале. Многу добро другарство имавме од војнички денови. Ние сме генерации, заедно учевме и во средно училиште, меѓутоа не се дружевме толку. И кога отидовме во војска, таму почнавме да се дружиме. И што забележав кај него, неговата моќ да може да направи буквално све, да поправи. Значи, посебно за електроника, еве ќе те подсетам ти, зашто беше дела таа приказка, например, порано, кога биле дискотеките, значи 80-тите години зборам, сите употребува аматерска опрема. Таа што е за дома, дали се декови, дали се појачала, сансуи, акаи, што се, ќе ги стави. И таа за домашни услови, таа бара сувот, не бара влага, не бара цигар, едно друго. И на сите, заради тоа што имаше мали кондензатори и мали плочи за ладилници, многу бргу страдаат тие. Ќе рикне електриката што не може толку да се олади. Драган на повеќето дискотеки им ги поправаше тие. Дури почна и сам појачала да прави. Не само да ги поправи, само ги отвори, па чато конта каде е проблемот и нови појачала. А ти каков талент имаше па со коливе и со ова? Пази, Novus, вие прво прочинавте со шофер Шајбни. Сега ќе дојдеме до тој момент. Само да го кажам, значи Драган се запишува на електрофакултет и него му викат треба да почете основна електротехника. Молам? Основна електротехника. Калемот како работи позит. Вика професоре, ви благодарам пуно и се отпиша. И продолжи да работи. Немам нерви пак истото да го поминам, што го знам интуитивно. Иначе мојата љубов кон автомобилите ми ја стави на еден многу драг пријател кој ми го направи да имам едно безгрижно убаво детинството, сика Ранко Станојковски, кој живееше под мене и беше 10 години постар од мене и тој ми беше како постар брат и сегде ме водеше со него. Иначе тој е најпознат тркач во Македонија. Така. Ранко Станојковски познат како Рака или Рака Поштар или Ранко Поштар, зашто работеше едно време во пошта, нели, ама он таков темперамент не се видел. Иначе моите најубави моменти, дури и на матурско отидов со неговото спортско фиќо, кој беше спремно за трки, за да отидам на матурско, зашто тоа за мене беше експресија неверојатна и така дале. Еве поздрав до Батарака. И нас ни остана цел живот и љубовта кон автомобилизмот, у принцип ми дојде од него.
И нормално оној темперамент кој имаш све те интересираат оние интересантни работи што ги прати кога имаш на пример 2-13 години, некој да те држиш има 23 години. Да. Била експресија, он тоа влез во диско, знаеш, јас сум со него, јас сум ово, она, па у принцип ти носиш после писмеца. Денеска нема такви разлики во генерации, но тогаш беа огромни. Ама и мора да и си да имаш послушен. постар некој значи, и послушен. Идеш, купуваш, правиш, пуштиш, нема тука ако сакаш да дружиш. Идеш, буткаш гуми, отвртуваш гуми, правиш, пуштиш, ако сакаш да си до нив. Ако не, ала занат заврши така. Па у принцип нели од гледање тука беа многу, Вито беше тука, беше, морам да го спомнам, Јанко Алмако или познат како Јанко Трпков, тој беше исто така доста така темпераментен имаше. Алмако каква фирма беше тоа. Да, али Јанко беше посебно темпераментен, значи он успеа со својот застава 101 да има рекорд на водно, кој после долги години успеа да го поби со Рено 5 Рајко Влах. Значи, он успеа со Рено 5. Исто имаш и оној Димко што беше мини Морис, што возеше и така дале. Тука е Вите, тука е Симе Бугарот и така дале, мој мили Христаки Давидковски или таки познати, така да сите биле таа, што и сега, нели, јас како најмлад таму, идеш ги слушаш сите се по 10 години. Али оние убави моменти што сме ги поминали и нели како млад, тоа тие мотори, тоа да брчат со оние ауспуси посебни што се прави, па да се спуштат, па да се прават. Живеевме на Рузвелтов убаво мало и така ми влезе мене љубовта кон автомобилизмот и повеќе тоа беше пријателство, дружење, која прераса во некоја си, да кажам, една убава љубов кон она што ти дава визија, просперитет, увек уживаш, па ќе сонуваш, па ќе лепиш слики од убави коли и така. Сите сме го имале тоа, нели? И нормално, спортот бил тука и со Драган кога седнавме, значи ние бевме, да кажам, изузетно добра спојка. Он беше изузетно добар мајстор со виуга едно друго, а мене ми оде повеќе менеджерските работи, нели? И ден денеска. Да, се гледа. И тогаш Јанко Талмако беше секретар во Автомото Сојуз. Извини, каде е Јанко Алмако? Јанко почина веќе 10-12 години, да. Почина, тоа беше така, кај него немаше стоп, дури кој му кажа, знаеш ти ради цигари пушењето, ама тоа е, значи, джентлмен, Джемс Дин. И тогаш сега... Не застануваше. Да, и тогаш многу ни помогна и Јане, и многу ни помогна сегашниот Димитар Миновски, кој не примија, таму те беше тогаш правник во тогашниот Автомото Сојуз на Македонија, под капата на Автомото Сојуз на Југославија, и ни даде едно просторче да работиме во ово, заради тоа што беше интересантно за сите. Нели, ние дававме попуси за нив, се разви и Автомото Сојуз почна клиенти да добива повеќе преку нас, значи, веќе бевте Новус. Веќе бевме Новус. Новус е американска компанија. Добро. Ние у принцип имавме франшайзинг земено од американците, кои имаа седиште во Холандија и ние нашето учење го почнеме во Холандија, во Ротердам, и таму ни беше центарот за вако, и во Билцен, во Белгија беше седиштето. И ние почнавме како млади ентузијасти, имаше оглас, се пријавивме на тој оглас. Имавме застапникот од Хрватска, Цимич Драго, еден господин, кој долги години работа тогаш он имаше 45-6 години и баш беше господин така сегде. И ни направи влез и во осигурањата, нели, тогаш беа Дунав во Македонија, уште не беше ни Вардар, и беше Зоил Македонија. Еве, таму имавме некои си пријатели, како што беше прв Чичко Бранко Попризов и Симе Страчковси. А тоа е во осигурање, кога некој ќе добие кај вас да изврши поправката. Така, тогаш имаше, нели, сите при регистрација, сите има осигурување на стакла, нели? А ние бевме единствени во тој момент што имавме роба. Значи, прво беше за време на војната дали имаш роба, значи никој не прашуваше имаш нема. Се воза тоаш каде чинја Голф 1, Голф 2, едно друго што Голф 3. Роба, како дојде? Па ја преку Хрватска носевме, а после имавме организирано од Италија да ни стигне во Грција, па од Грција да донесеме до Македонија со транспорт, заради тоа што имаше војна. Па едно време најдовме едно представништво во Грац, па од Грац тој идеше со посебно осигурување преку Маđarска, Романија, Бугарија да дојде до Македонија. Мачно беше. Значи главни беа шофершајбните. Шофершајбните и поправките на шофершајбните. И поправките. Значи Новус во Америка се бави се уште само со поправка на шофершајбните. Значи, оние малецки оштетувања има посебно технологија патентирана за поправка на шофершајбни.
Значи таа А вие сте едни од ретките кои тоа го правите? Тоа го правиме под таа технологија што има новост. Новост е најдобар, значи новост ставам после од 72 патентирана метода има за поправка. И таа метода е вака, значи за поправките за одредени поправки се добива доживотна гаранција, нели ако нема оние големи кракчиња и така дале, така да вие спасувате се без разлика дали е шовршевната 150-200 евра, вие заштитувате, а сега овие со камери што се со филмови, со head-up дисплеј, едно друго, па тие чинат најмалку 600, 700, 800 евра, вие поправате за некои 30-40 евра ја поправате шовршевното, што е изузетно голема заштита. Што се работите? Композитни материјали? Да. Значи тоа е еден полимер кој се вбризгува како течно стакло доаѓа и после со зрачење со UV лампа постигнува кристална форма завршна, како печење некој, тука нема веќе пробивање натаму. Единствен проблем е но ја ве знам повеќе најинтересно мене што ми беше авторадијата, звучниците. Тоа беше таму што се вика, нели го фативме оној момент кога нели сите имавме касетофони со касети, па одеднаш почна со CD. Вау, тоа беше така. Значи тоа го работевме ние преку Ивица Шушнич, работевме за Dow Chemical, сега што се иначе пред тоа фирмата се викаше како беше? Заборев. Не битно. Ali имаше Ренуша исто Ивица. Ренуша, он беше застапник за Југославија за Пионир. И ние склучуваме договор со Ивица Ренуша, а седиштето е Џон Фоке во Брисел за Пионир во Европа. И они доаѓаат и вика, у Македонија што се дешава толку мало, вакото многу има некоја дешаванка. Да. Многу голема а тоа беше и Пионир да стаиш. Значи нешто неверојатно. И нешто се појави, тогаш имаше Абакус, па после дојде КНК што беа и така натаму. Нешто почнаа да работат преку Бугарија, меѓутоа ние директно ли имавме таму добри производи неверојатно. Значи тоа се правело промет. И имаше едно време и тогаш освен ова што е на Борис Трајковски булеварот, покасно ние тоа го направивме све. Првото е ова кај АМСМ. Све Автомотосојуз и Дукенот гореше кај Автомотосојуз. И она гаражиче каде што работеа. Значи ние дневно сме монтирале по 20-30 радија. Пуше толку аларми сме монтирале, Кобра аларми, Екскалибур, уште доаѓаат луѓе со Екскалибур. Тој имаше 15 години гаранција, има тој. Значи многу добро и кога беше најбитната работа, тогаш најмногу се правеше, а Сиба имаше направено систем старо за ново. Се остава старата кола, се зима и доработката, разликата мораше муштеријата да вгради нешто во новиот автомобил. Се става аларми, се става радија, се става звучници, тоа оние Кобри звучници што беа од Пионир, тоа беа нели феноменални, со добар звук, па елипси искочи, значи тоа било. И една интересантна работа беше во еден период кога се пунеше Македонија со мобилни телефони. Ние тоа го направивме брилијантно. Ќе ти кажам зашто? Заради тоа што единствено ги увезувавме ние регуларно. Зашто го увезувавме регуларно? Најдовме мобилни телефони. Мобилни телефони. Значи кога се пунеше мобима, кога немаше ни броеви, ништо. Почињаме да работиме, имаше порано една порачка изјава, некоја вика борачка изјава, каде што порачка изјава изјавуваш 25% данок од кога ќе го платиш, дали при купување или на крај на годината. И нормално дека сите фирми доаѓаа, со таа порачка изјава добива попус од дополнителни 25%. Иначе ако е телефонот тогаш беше по 500 марки, најефтиниот тоа беше Panasonic телефон. Така? Panasonic GL500 така имаше назив, па после почна овие што се другите телефони. Да, ако збори. И тогаш имаше, значи ако телефонот е 500, вие добивате минус 25%. А сите, затоа што нели ако не го увезеш како што треба, му ставаше плюс ДДВ заради тоа што нема како. Значи ние убивме во тоа, сега ете GL500 или само 500 има. Не, тоа е веќе нов модел. А иди 500 само Panasonic 500 мобилен телефон. Сакам да се потсетам чисто визуелно како беше. Или G500 така, не, веќе. Ова е некој од старите. Ето, тоа е. Како е G500. Значи страшна работа беше. Со дисплеј ваков, онаков, па Ериксон, па
па Nokia овако, па оние бананите кои скочи и така. На Nokia бананата од Матриксот. Ма страшна работа тоа. И тоа се наполни што сите фирми нема како фирма сака да купи легално да прави, дури кога увезувавме нели на царина. Ново си тоа расторивте. Значи тоа. И умеѓувреме што се вика ти почнеш и джудо. Не, джудото е цело време позади мене, да. Позади тебе. А Драган почне љубовна романсиерска. Скоро почна, значи пред едно 4-5 години Драган почна таму, тоа да пишува во него, да. 4-5 години само. Да, пред тоа почна песнички да пишува, значи све вкупно некои си 6 години му е периодот кога почиња да пишува книги, да пишува песни и така да. Вени сечат, гледам кој треба, Драган е мултитаскинг и така да знае како да допре до нив се, нели така. Од кај му излезе тоа, инаку не сакаше да прифати никогаш гостување, не може, вика се блокирам Јанко, вика го Мики, вика све он ќе каже за мене. За тоа, така да за Драган само пофални зборови имам да кажам и како човек и како другар. И нас тоа у принцип цело време ве 30 години, ние ќе се скараме едно друго, ама немаме зла намера, нели? И увек за работата вака било онака, било едно друго, ама ќе си попуштиме после тоа. Не можам тоа да кажам нели како и братски дека, значи тоа е многу повеќе од братски, така. Значи, што прави новост денеска? Новост од 98 година го имаме тој големиот сервис и сега ние имаме стакла, имаме поправки, имаме но и каросерија, така, лимариски поправки, плински уреди имаме, механика работиме. Онаа што е достапна механика, најбитно е ке механиката дијагностика да се постави. Онаа е лесна механика, промени на филтри на улје и нормално и оние проблеми, нели, сензорна радилица, ово, она. Избегнуваме да правиме ремонт едино кога сме приморани да ги правиме, заради тоа што е тоа мачно, нели, долго трае и така натаму. Гледаме полесно ние лајт сервиси да ги направиме, али за лимаријата сме баш експерти, имаме добро опена. На времето кое купувавме опремата беше доста скапа, дури и човекот кој купивме, ние ја купивме првата машина во бивша Југославија, за излекување Каролайн, Каротроник. Значи човекот Герхард Очко се вика, ако вие купите машината која кошташе во тој момент 100.000 марки, ние моравме тогаш и кредит да земеме за тоа. Јас ќе дојдам и гратис ќе ви ја монтирам. Ние идеме на сајм во Франкфурт, договараме со банката не поддржува, ние за недела дена ги пуштиме парите. Човекот не веруваше, прво проблемот беше да дојде до Скопје, после нас купи Автомакедонија, меѓутоа тоа остана тогаш. Тоа беше уште имаш таа машина? Уште имаме и таа не надмината, не направија подобро. Значи во 3D можеше таму компјутерски се реди доле еден инфрацрвен давач како матрикс и он шета низ колата и ги кажува кои точки треба како да се излекуваат во простор. Ако е чукната. Ако е згмечена и така дале. Меѓутоа што се случува сега? И како после точно да се извлече? Да, точно, значи на компјутер се гледа и како од центар. Дали и шасијата ја мериш? Апсолутно. Бидејќи нели шасијата е најбитно, ако значи, таа се искриви. Точката ја гледаме каде е, тука вика тука, точката треба во центарот да дојде како мета, нели? И точно се извлекува со машината, со бенчот, так и точно се гледа. Можете и шасијата да исправите? Апсолутно, значи толку е направено, тоа е толку мокно таму, тоа. Не знаев дека имаш толку моќна машинерија таму. Сигурно е едно 5 тона тешка вако. Значи тоа е чилик шведска работа, значи во Шведска. Ја мислам дека е тоа нешто споредно дека поише се ова менување на. Меѓутоа сега е според заради тоа што толку се дојдо ефтини колите да ретко кој оние смачкани коли тоталка сече и ја остава купува нова кола, ја продава за делови. Што прави денеска ново? Све ова го прави и натаму? Значи се уште правиме со музиката, малце стагнираме. Заради вградениве. Веќе има вградени и некој ако сака нека аудиофил, ако е апгрейд, проблем е маската да се најде, нели? Зашто нели тоа треба сега сите имаат различни конзоли, убаво да изгледа, треба маска нова да се стави, може тоа е поголем проблем. И тука малце тактизираме додека не се појави. Што гледам, веќе и Пионир полека се откажува, Кларион те ќе се појави, те ќе се изгуби. Има сега некои си кинески производители, меѓутоа се уште не се на она ниво, она работи, па после прави проблеми, па колата ако не се пали редовно знае да прави. Меѓутоа пак има Пионир, Кларион, има некои си проблеми. Меѓутоа сме фокусирани генерално на стаклото, што стаклото стана едно добар бизнес, меѓутоа е комплексен бизнес.
Спорано имаше стакло, ретровизор горе, ретровизор доле и крај на програмата. Сега имате вие со сензор за дожд, сензор за дожд, камера за магла. Свето е вградено во стаклото. Вградено во стаклото, што е. Значи отворите се ставени и тоа мора да има отвор. Па имате грејачи, па имаш грејачи доле, имате грејачи, па има антена, па има аларм, па има, значи 300 чуда и се е комплексна работа тоа да се прави. И се морате лагер да држите таму. Ние имаме на лагер сигурно него си 10.000 стакла. И натаму сте со осигурување, така? И со осигурување, меѓутоа сега луѓето па и помалку се осигуруваат, нели? И сега кога доаѓа, нели, која има осигурување, тие што се, нели, каско, осигурување така натаму, тој доаѓа и кај, знаеш што, јас сакам оригинално, стакло нормално, ако стаклото му е оригинално и не му е скршено, осигурителната компанија му плаќа оригинално. Ако има заменско стакло, зашто ние се уште работиме со оригинален стакло, со тоа што производителот е исти, само го нема маркот, знакот го нема на Ауди, на Volkswagen, нормално тоа е кривично дело ако ние имаме знак, продаваме стакла со знак на производителот, а не сме овластени од производителот, така да таа работа не би смеела така да иде, али зато имаме ние, зашто ни една фабрика нема фабрика за стакла. Најголеми производители се АГЦ, Секурит, Сенгобен, Пилкинтон, Норглас беше добар производител, АГЦ го купи Норглас, беше Guardian, се ребрендира, глобализацијата го прави својата. Кажи ми, последната вест која ја ми експлодира, што се вика и на мојот портал, половните автомобили поскапеа 30%, нови автомобили нема или се чекаат 9 месеци до година дена. Дали тоа се чувствува дека луѓето веќе малце помалку се фокусираат на нов автомобил и дека гледаат да се ги одржат старите? Има, еве сега се сложи со мене, јас ја пратам таа работа. Значи, што е главниот проблем? Дојдоа луѓето, се створи еден вакуум простор. Зашто? Чиповите? Не се чиповите, може би најголемиот изговор за тоа што. Он му вика, оке, доаѓам да купам ново возило, вика сега не знам какво возило да купам. Дали да купам хибрид, дали да купам електрично, дали да купам дизел, дизелот веќе го изфрла, дали да купам бензин, дали да купам комплетно да биде на струја, дали да купам со овако и сега луѓето стојат и чекаат. Ете и она што го направи Меркел додека беше канцелар, ја принуди, да кажем, Volkswagen да произведе возила на метан. Нели, заради економијата, посебно оние доставните возила што се. Така? Произведоа, метанот се качи за 3 пати. Еве го, сега е 110 денари. Таксист или било кој или градски сообраќај кој што возеше на метан, сега како ќе направи калкулација кога 3 пати преку ноќ му се сменила. Затоа луѓето сега седат. Сега се уште еве имавме баш информација. Се дума дали да купи скапа нова на мотор или хибрид. Најчесто хибрид и сега. Што е твоето мислење? Она може би е најдобро да што имаше сега од еден мој пријател, идат за Австрија, и колата е вика 100% вика електрична. Вика ние 7 пати по сат време моравме да стоиме за да се поднапуни колата. Да се поднапуни. Значи тоа се 7 сати плюс во патувањето. Значи уште тоа брзото чарџење. Кај хибридот е добро зашто нели уз воžnја ќе го напуни акумулаторот и ќе можете вие додите и точно ви каже од толку имате или кој ќе направите првата пауза ќе го вклучите и ќе се напуни и ќе немате проблеми со тоа. И друго што работиме што е добро, тоа се фолиите. Заштитните клима фолии вршат изузетно многу работа, сем од естетска природа. Покрај тоа, да. Покрај, не сем. Значи, покрај естетиката убава. Естетиката што ќе направи, многу има заштита пред све ултравиолето и инфрацрвена. Едно што внатре интериерот не го гори, друго помага. Значи, во Австралија и во Америка веќе се водат огромни научни истражувања кои ги докажа штетностите од прекомерното зрачење од сонцето. И значи вие имате попријатна воžnја. Втора работа, возилото помалку троши енергија заради тоа што вие климата може помалку климата. Така на единица ќе ставите таа ќе успее да олади бидејќи не се загрева внатрешноста. Цела внатрешност и кога ќе влезете во автомобилот вие во пријатна состојба, значи не е многу загрејана, така да... Полицијата прилично гони за фолии. За тие што сакат на предните стакла да стават темни. Задниот дел е дозволен, условот е само да имате 2 ретровизора. Сега тие што сакат нели напред да ставаат, кажеше дозволено само 30% затемнување, кој сака да стави давате сертификат? Апсолутно, и тоа се атестира. Како се цените сега на овие производи, бидејќи све отиде нагоре, или тука ние се трудиме да го одржиме она што е заради тоа што
количините што ги земаме и договорите, гледа, нас најголем проблем ни е транспортот едно друго, ама успеавме да го избалансираме. За малите возила е 120 евра, само задниот дел ви е 100 евра, за поголемите возила од 120 до 160 евра, значи не е некој, значи не поминува 10.000, а добивате 10 годишна гаранција со прва класа на фолија, со сертификат и така натаму. Значи вие веднаш давате сертификат? Апсолутно, да, сертификат. И тој сертификат важи, морате да одите во оние што се друштва за атестирање и хомологација. Мора атест да се направи. А море после и атест да се прави. Атест да се направи врз основа. А вие не правите атест? Ние само припремаме албум. Зашо тоа го искомплицира? Зашо да не можете и атестот вие да го направите? Мора да бидеме регистрирани за тоа. И ние не сме се регистрирани, треба фирма да имаме за тоа, што ќе врши атест, меѓутоа треба и другите да работат, така да имаме ние со работа. Ама тоа е цената плюс повеќе. Добро, 1500 денари, не е премногу скапо. Атестот имате уште некои 400-500 денари, меѓутоа фолијата што е од АСВФ, значи тоа е премиум класа, тоа е врвна, значи имате постојаност на боја. Имате да не само што ја извадив со жилет со сирмиот и ме гњавеше полиција, нема атест. Така е. Значи беше легитимна, ама требаше атест и на крај викам окей, да бидам дисциплиниран и ја извадив се. И што се враќам ќе ставам ново. Така е, тоа треба, значи имаме сега она security film што е. Значи некој го вика има антивандал, имате антибомбинг едно друго, така да повеќето амбасади во Македонија ние имаме ставено каде што нормално побарали дозволиле. Ако некој удри да не се скрши стаклото, значи, стаклото не може да го задржува. Значи имаме Збориме за стакло или за фолија? Фолија се става, на стаклото се става фолија која ќе го задржи. Еве може да провериш, утре ќе може да ти пратам. ER1 се вика, тоа е на Haverkamp фолија. 2011 година во Осло се случува бомбашки напад со пикап Кеди, каде што нели терористите сакале да направат една масовна, да кажем, масовен бомбашки напад, кај што ќе има многу жртви, заради тоа што стаклото се разлетува. Среќа што во објектот било поставена фолија. И само имало дали 20 или 40 Токму таква фолија ти што збориш? ER1 имаше ознака. ER1, да. И вие имате во Новус? 555 микрона, да, имаме во Новус, така. Или нормално, обично колку кошта квадрат таква нешто? Да, тие security фолии се, значи има повеќе рангови. Зависи колку сакате микрона да биде. Ако сака некој да биде... Сакам Калашников. Калашников, ако сакаш, значи тоа е веќе 600 микрона, доаѓа и таа доаѓа 200-300 евра, доаѓа метар квадратен, да. И тоа има посебна... Па и тоа не е многу, пари илјади ќе добиеш ти блиндирани стакла. Така, значи 300 евра, али вие добивате посебна обука како да се монтира. Значи посебно се третира стаклото, посебно фолија. Значи не може секој во Македонија да го стави. Апсолутно не, мора да имате сертификат од Haverkamp или од некој. Кај го имате вие тој сертификат? Ние од Германија го имаме зашто бевме на обука во Германија. Застани. Така да. Застани. Тука сум. Кажи ми, што правиш утре вечер? Па не знам, кафе нешто. Слободен си? Да, сега. Може пак да дојдеш? Секако. Закај тебе. Значи 9 типоле. Добро. Имаме уште за ново, сакам ова да зборам, нема да имаме време за решиво и за продиме. Океј, утре вечер ја договараме. Договорено е тоа. Мики, ја се извинувам. Вечерва требаше емисијава да има 3 сегмента. Првиот сегмент беше џудо, вториот сегмент беше една од првите приватни компании, успешни македонски Новус, чија приказна и ден денеска трае, значи не само што е меѓу од самите почетоци, туку и ден денеска постои. И требаше да завршиме со продиме диетата, но и со реши кордицет. Значи, уште 2 сегмента. Но, твојата енергија, значи, твојава енергија, ја не очекував прво дека ќе бидеш толку енергизиран, второ не очекував дека олку интересни работи. Веќе ние сме другари, ама знаеш што, кога ќе седнеме ти овие работи не ги кажеш. Така треба да нели сакам да споделиме. Ние што секој дневица збориме ово она. Сега пази ти го фати за дискотеките во Скопје да збориме по соседниот пат. Тоа е нели увек тема интересантна што било како било. Мики, пред да продолжиме ова за фолијеве уште малце. Значи утре вечер ќе продолжиме. Утре вечер си исто тука. Вака. Ја почнав еден серијал затоа што почнав да работам на една монографија која се надевам дека за едно 4-5 години ќе ја објавам. Се вика Шармот на Скопје. Вчера прв гостин ми беше еден познат лик од Скопје, каде што за тоа зборевме.
Супер. Шоте? Добро. Го знаеш Шоте? Како не го знаеш? Сите се познавам, ја дури... Значи, со Шоте овдека саат и пол зборевме за првите дискотеки, првите кафани и на крај знаеш он све збори, ја ваму сум бил ово она. Ај сега викам наброј ги уште еднаш. Зошто? Кој пушташе музика таму цело време? И кога му текнува ми вика па ти си цело време присутен. Дали е МНТ, дали е Академија, дали е Булевар, дали е а све Тропикана. Мене тоа ми беше. И може би би било убаво ете за тој бидејќи знаеш таква монографија не можеш да ја напишеш прецизно која година, туку како сведоштво па да ја го доловам емоцијата. А после на Драган ќе го замолам така како поетски она поетски да ме насочи бидејќи таква монографија треба да биде не библиографски точна како покојни Данило Коцевски кој беше енциклопедист, значи туку сакам повеќе емоцијата на ноќниот живот во Скопје од 60-та до 2020. Јас кажувам тоа, значи тие што ми се генерација тука плюс минус години, баш ки оние што се 10 години ти кажам заради дружбата со Батарака и остали таму што се, значи ја викам кога ќе се сретнеме, некој се можеби да не го препознам или да не ме препозна, се го прашувам кој си, како си, кој ти бил другар, девојка, една друга, слушај ние на 3-4 дискотеки, Ани Бони Пирамида, Матиникс, ми скажа, значи сме морале да се сретнеме, да се судриме и да се познаваме, нели? Значи не може да не се познаваме. Ние бевме неколку илјади во жижата мили во Алпина сме били ли кај Буби пред камера. Креираше се вкупниот ноќен живот во Македонија и им пружавме забава скоро на целиот град. Сите како не ише доаѓа. Па доаѓа од другите републики. Па нели имаше домови тука што беа студенти, вака онака и таму се организира и журки забави. Тие доаѓа, сака да го видат тоа, нели порано малце беше потешко за нив, нели треба да знаеш некој така да и се срамеа да влезат во диско, така. Затоа бе Колку кордицепса зема пред емисија? Па јас бајле зимам 3 и режисирам 3 и цел ден сум добар за не се заборавам, зашто после нема да ми текне. Не, ваква енергизираност не сум те вака не сум те видел. Ај да се вратиме, ме фасцинира со неколку моменти со Новус ќе ја завршиме емисијата. Иако на режијата им кажав дека 3 сегмента ќе имаме па 3 емисија, но ете сутре остава. Не, ова ќе биде без преседан со тебе. Без преседан. Но има зошто. Има зошто, затоа што утре ќе избориме за имунитет, здравје, дебелина и што се случуваше 2 години наназад и треба многу време да останеме на Новус. Зошто го затвори овој Новус што беше главниот и остана нова, бидејќи овде беше гаражата, беше салонот со тие прекрасни гаджети, джиджи-миджи, нели оние сензори за аудио према сензори паркинзи. Знам дека новите коли све тоа имаат веќе. Сето тоа, меѓутоа 3 години беше затворена улицата бидејќи се правеше кружниот тек и крстосницата се правеше тука. А таа опрема изузетно сензибилна и ако влезе малце прашина во посебно во ласерите кај што има читачи на дискови и ние моравме да се целиот тој сегмент да го преселиме таму да што улицата затворена, луѓето не може да дојдат и тоа баш потреа 2 години и после баш дојде она преклопот, нели сите почна веќе да влегува во да не се наплаќа аудио опрема така како дополнителна опрема, почна возилата да доаѓаат со изузетно добра опрема со босезвучници, со хармон кардон и така да веќе луѓето почна да опадна и што беше нормално, веќе почна сите да доаѓаат со аларми, да доаѓаат со паркинг сензори и остана само аудиофилите или сега оние со навигации, што се па и тоа е сега малце мака заради тоа што треба да се најде некој стабилен партнер каде што тоа ќе направи, на пример, Пионир да ти каже да отчитување на мапите безпрекорно, кога ќе стиснеш ќе ти направи. Кај кинеските радија малце тоа шкакливо, час работи, час не работи, малце не знам. Алиекспрес, нели? Доаѓа и затоа па се посветивме повеќе на фолиите, се посветивме на лимариските, каросериските поправки, на стаклата, на плинските уреди, едно време и клима уреди за коли кога беше дополнително што се продава. А и кровови, ако не се лажам. Кровови беше на почеток со југо кога беше. Става? Значи става и на почеток најинтересантно беше. Значи, што го прашувам? Беше тогаш интересно, ја имав југо, немав пари човече, 1000 марки беше тогаш,
1000 марки беше да ставиш стаклен кров на југото. За пушачи беше тоа беше милина, онака, па го отвориш све. И тоа беше функционираше како Вентуријева цевка, нели, да го излекува. Кој вадеше негде как ставаше во Бугарија, ставаше во Грција и сите се жалеа после дека им прокиснува. Ама кај тебе кај нас беше тоа перфекција, направено заради тоа што се сетија први велмо од Италија да ја направат гумата да не биде гумена, него да биде силиконска. И они први ја направија тоа, иначе гумата како гума пука после време, и они го имаат до совршенство направени. Го имаш ли ти тоа уште како можност? Па имам уште неколку крово, баш пред некој ден монтиравме на едно комбе од страна, сака да направат, работат нешто во комбето па заради вентилација, што стварно? Да. И најдов имам уште некои си 10 примерока таму. Зашто сега горе има многу инсталации, многу сега тоа не може да се прави, многу интересантно. Утре Цитроенот моје паркира, му ставаш горе кров. Не ме интересира што сака, колку кошта тоа? Па тоа е сега смешни пари, него си 100 евра. Готово. Утре ми ставаш кров, не ме интересира. Ставам кров. Ја реков нема за пушачи. Абе знам имам пушач у кола ми, мислам ова е идеална работа. Многу беше тоа, али све има, значи клима уредите исто, порано клима уредот дополнителна опрема беше 5000 евра, ние ги продававме по некој си 1500-2000 евра, али комплетно клима уред доаѓаше до ова. Сега кога ќе ми текне цела кола дека треба да ја растуриш, беше језиво, ма тоа што лента. Денеска треба цела кола. Ја кога видов кога еднаш годнесов Цитроенот мој, гледајќи претходно како на голф му менуваат во овие емисии, како се вика, овие тројцава британци што прават емисии за автомобили. За автомобили. И вика, да видите, вика, што значи, вика, замена на сјаличка, вика, на фар во голф. Цело крило. Јас се смеам, носам кај Мики Цитроенот мој. C5 од 2001. И пребледуваат вака мајсториве, овој се не расположи. Дебе, викам, што е работа? Дој да видиш, вика ја. Цел ден вадење, предница, крила, одозгора. Исто некои Ауди имат исто така, неверојатно. Значи, како некој да не размислува дека нешто може да се случи на пат и дека вие тоа на првиот паркинг треба да го смените. Нели имаме резервни сијалици. Да, зашто имаме резервни сијалици? Кој ќе смени резервни? Не, чекај, стварно, те застанува полиција, имаш резервни сијалици? Имам. Па не ти сведи сијалици, викам, еве, го знаеш да смени. Смени. Јас не знам. Тоа е само за да можеш да смениш на југо фичо и стокец, толку можеш. Така е било. Нели, оти влезеш, има простор колку сакаш, нели? Да, денеска нема шанси тоа да се случи. Па не знам дали е ксенон, па дали е лед, па дали е вака, онака. Страшно. Со ледот како се снаоѓате? HID, да, тоа ледот е добро, да. HID, да чу HID? Да, HID, да. Што е тоа? И тие се HID, не знам. Добро. Беше тоа ознаката нешто. Кај што има посебно сијалица, кај што има со газ некој внатре и ја прави бела светлоста да види изузетно добро. Не е тоа ксенон? Па тоа е као ксенон е малку поразлично од ова. И он ја прави бела да биде усмерена и таму има по келвини, дали да биде на плаво, дали да биде на бело и така даље. Така да подобра е светлината во однос на стандардните оние што се H1 или H7 сијалици и убаво изгледа тоа. Меѓутоа пак треба да се дојде до добар производител. Значи најголем проблем во Македонија од економски причини не може да се дојде зашто продажбата на тие сијалици, да кажам, некој си 50 на евро или 60 евро. А на пример да ставите вие PA сијалици или да ставите Philips оригинал или Bosch ваму таму, тоа кошта 250-300 и никој нема да го плати. Зашто се научим да биде тоа поевтини. И треба после да научиме, што често пати знаат трафото да настрада, иначе тоа е изузетно добро, многу добра светлост дава. Некојаш се погаја, али генерално е добро. Генерално е добро. Значи тоа е што денеска највише се бараш? Од кого имаме најмногу работа? Што е најголем проблем или што е најголемо побарување, освен утре што ќе имаш Citroen за кров ставање? Да, тоа да. Значи имаме не се смеј, стварно доаѓа солимариските штети, нели? Секој да што нели, малце снег, малце дожд, чукнал, се подчукнал европски записи. Но доаѓа европски записи, значи според осигурување. Осигурителната компанија доаѓа, имаме добра релација со сите, сликаат, прават, ни прават записник, се договараме за кои услуги треба. Генерално е сето тоа договорено, имаме договор со повеќето осигурителни компании од постоечките.
и нема никакви проблеми, договараме си, дават гарантно писмо, луѓето се сега. Значи најчесто се тие лимариски. Да, и нормално стаклата си се нон-стоп. Значи нема кој ќе ви удари стакло, немате што да правите, морате да го смените. Технички сте неисправни, не можете ни да патувате. Да се вратиме ова со фолиите, армирани и така натаму и така натаму. Рековте дека тие буквално дали и при удар, при возење го задржува стаклото или пука се расолува, се прави сол шофершебната, но задржува, останува, не летаат частичките врз, нели се случува камен на пат, ќе ти удри. Обично не се распаѓа ова шофершебната, но знае да стане непрозирна и целата распукана. Знае за што зборам. Апсолутно. Добро. Што Добро си навлегол, се новинарски и технички си пристапил. Морам една случка. Шофер сум од 79-та возам, морам пријател. да кажам една случка, еден мој пријател, едно друго, дојде и донесе виски. Ја викам, добро, што е работава? Не пиемо ние виски, Па види понекад. пиеме само чај. И човекот вика, бе, знаеш, што вика, сте ме спасиле, зашто вика? Добро. Вчера вика имав страничен удар од спротивна страна, значи од десна страна добив страничен удар и како удри вика човекот, среќа што имаше стакло, целата врата кај ми е извитка, кај столбот го извитка, него цело стакло вика ме удри, вика, ама само ме удри како шамар да ме удрил. Значи ако тие стакла од страничното стакло, частичките дојдо, јас ќе бев унаказан. Јас вика добив, тука и буквално немаше ништо на лицето. Аха. Зашто фолијата, целото стакло, значи, фолијата го задржило. Го задржило, значи, али целото стакло, значи толку беше деформирана колата, не верувам ти како си преживел, значи си оди полица и директно некој не го видел директно на него, значи тоа го спасил. Многу пати луѓе во задниот дел ќе ги удри, задното стакло го задржува фолијата, значи не само од естетска причина, туку и од технички, од функционална причина го задржува стаклото. Тоа е и приказката со која се ставаат стакла на кои се блиндират за оние антивандал или антибомбинг што се зависи од дебелината. Но тоа е цело стакло произведено. Не, тоа се фолии кои се ставаат тоа на се стакло. фолии? Фолии, све е за збори. Значи збориме за полимери кои се ставаат на тоа. Дали вакви фолии кои имате вие, како ги рече тие фолии се? Значи антивандал, антибомбинг има. Така. Дали вие ги имате? Апсолутно. Значи имаме директни договори со Хаверкам, со АСВФ имаме договори. Тоа се производители на такви. Кои се корисници на такви? Па најчесто се тоа банките, најчесто се амбасадите, дипломатските представништва, понекогаш бутиците со ексклузивна роба, меѓутоа и сите оние бутици каде што побледувањето на робата и салоните за мебел е од битно значење. Чекај, ова е интересно. Чекај, не збориме за збориш овдека за ставање фолија на цел на цел излог. Така. Па и они така ќе се спаси од бледење на зашто не дозволува инфрацрвените зраци да влезат, тие се оние што горе. Значи не е доволно само обична фолија која прави UV филтер, туку и ова. Апсолутно. Значи мора да има таа сертификат и мора точно. Значи фолијата е што ја прави скапо. Сите оние микронски премази што се стават, таму има преку 7-8 премази, што повеќе премази има, поголема е заштитата и затоа ја поскапнува фолијата, што вие ќе ставите обична фолија, ќе произведете, нели, целофан, на целофан ќе ставите боја, викаш јас имам фолија. Не е тоа доволно. Таа прво мора да има сертификат и мора да ги има сите тие премази. И кажете ми, дали овие фолии што се како арматура што велите за заштита од кршење, од камен и така натаму, бидејќи нели фолии се ставаат странично и позади. Дали има фолии што се ставаат на предната шовршебна? Видите, на предна шовршебна не е дозволено да се става фолии, бидејќи изработката на предна шовршебна иде под специјални режими и услови. Заради тоа што вие, кој ќе производител ќе намести предната шовршебна, он издава посебен сертификат и го обележува со Е6 или било која там која држава, секоја држава има различно и бројот на хомологација. Тоа значи дека се поминати сите оние технички проверки на стаклото. Да не ствара диоптрија, да не ствара распаѓање на стаклото, дисторзија да не се јавува, да нема извитоперување, да нема одлепување на стаклото, заради тоа што вие на бедемот напред сте секогаш ставени. Кога ќе ставите веќе фолија, веќе тоа е веќе некој друг
дополнителна опрема ставил која може да предизвика дисторзија, да предизвика диоптрија, да предизвика разни други проблеми кои може да се јават. Значи подобро е да се замени оригинално кај вас целото, одошто да се некако заштита. Значи фолија уопште не е дозволено, значи и законски не е дозволено, а и не можете да ставите заради тоа што ќе имате понатаму проблеми. На местото каде што ќе загреете фолијата да ја прати облината на стаклото, обавезно ќе се јави диоптрија заради тоа што ќе има извитоперување. Така да за предната шофершевна не е дозволено, а на предните стакла е дозволено само 30% да биде затемнување кумулативно. Збирот на стаклото и фолијата треба да биде 30%. Кажете ми, дали со овие промени, климатски промени, бидејќи летава знаат да бидат многу по-жестоки, дали и тоа се осеќа, дали побарувачката е зголемена? Гледам, има и доста други е зголемена заради тоа што компании кои истото го прават. Кога ќе седнете да возите во автомобил кој има фолија и со патниците, едно што имате од безбедносен аспект дека ви посигурно ви е возењето, од економски аспект, бидејќи потрошувачката ви се намалува, не треба да работи моторот повеќе, бидејќи климата ќе ја пуштите на единица, не мора на четворка, и внатре пријатното возење и ви е заштитен ентериерот. Како иде глобалното затоплување, така луѓето повеќе стават, бидејќи ја сваќаат суштината на тоа. И државите го сваќаат тоа, дури во одредени подречја во Австралија и во Америка, тоа мора да биде направено и законски ги промеруваат луѓето да идат да го направат тоа. Кај нас е забрането да се има камери на предно стакло, а скоро во сите земји, па дури во, не знам, Русија и во Америка, дури и се бара и фабрички се вградуваат камери во предното за да бидат, нели, дури од безбедносен аспект. Како ја оценуваш оваа пародија и дали луѓето се откажуваат од тие камери? Што прави па полицијата, чисто ако имаш некој сознание, бидејќи има фабрички вградени камери, кај овие кои можат да снимат? Камерите што се вградени во стаклата на автомобилите се за пратење на патот. Така. Значи не се за снимање. Заради тоа што никој не сме да ви навлезе во приватност, па вие снимате. Зашто е тоа добро во Русија, зашто е направено? Тоа е на иницијатива на осигурителните компании. Многу пати се случува самите луѓе, заради тоа што нели кога ќе видите кој поскап автомобил се вози, да излета да скокне на него и глуми дека се повредил, па осигурителните компании да плаќаат големи суми. И при тие сообраќајки да се види кој бил крив и така натаму. Меѓутоа нели они тоа го имаат решено со поставување на камери, веќе ви кажам еден пример. Во Лондон на пример имате фейс скрининг, да кажам, толку добро направен за секое возило што влегува во Лондон, во цел град, прави овие што се фейс скрининг на возачот, совозачот, дури и на патниците од страничните камери ги снима. Така да ви имате тоа. Па ги снима табличките и одма му регистрира дека таа табличка не е регистрирана. Значи одма имате ви информација за тоа. И затоа вика немојте да се бавите вие со полициската работа, оставете не ние да ја направиме, нели? Ама кај нас некако не функционира, не го дозволуваат тоа. Имаше една агенција кај нас направена, како што беше во Србија, за оние пресретачи што нели возат пози вас, ако возите побрзо, тоа го има во Хрватска едно друго. Да, во Хрватска знаат да те застанат на автопат и да речат се возеле повеќе. И да ве сними тоа. Ти не си поминал радар, а он те снима од позади. Така, значи има и кај нас имаше таква пресретачи што беа, меѓутоа се откажа таму, бидејќи претпоставувам дека не може да ги исполнат до крај тие работи, заради тоа што нели кај нас се уште има јасно, тој ти си оној. Па затоа и на семафори, на раскрсници во овие камери не функционираат, овие што прават прекршоци не ги регистрираат. Многу го има добро решено, например и Германија, или пред 30 години го има Канада. Канада, например, го има решено со тоа што секогаш го казнува сопственикот на возилото. А сопственикот на возилото, на кого отстапил возилото да води, он нека се води внимание. И он прво дава листа кога иде на регистрација, кој ќе го возат тоа возило. Ако возилото надминува 100 киловати, треба да го вози дето до 18 години, може. Меѓутоа осигурувањето ќе ве чини $1000. А ако го вози човек што има 40 години, ќе чини $200. Значи ризикот го прифаќа, меѓутоа не под секоја цена. Го намалува. И става точки. Колку точки повеќе ќе имате и како вие сте неризични, благодарно не сме заинтересирани да ве осигураме и да видите како ќе се напред. Најголема смешка што слушнав пред некој ден, смешка. Белгија пред X години има проблем со возењето во автобуси, но оние што не купуваат карти.
И државата носи закон, оке, сите што се полицајци и војници имаат право да ги фаќат тие неплаќачите на карти и казната 50% киде кај нив како плата. Аха. За 6 месеци сите проблеми ги решили. Никој не се вози така, нели? Така да не имаме секој системите. униформано лице кој ќе види некој дека се шверца, ќе го пријави и за него добива награда. Значи камерите ги користат и во Холандија, дури доста брутални се во Холандија, дури возат во уличките каде што сте дома, каде што сте на 50 метри од вашата куќа или стан, каде што ограничувањето 30 км. Вие возите на пример 50 или 60 се занеле, ви се одзима возачката заради тоа што сте возеле 100% повеќе од дозволеното. Зов ми казуваше за Канада на тој со Ламборджини, то босанецот, што му го вратиле у коцка. Не можеле да го убедат да вози све преку времено и на крај му ја спре. Не се вика ти за ваква кола. Нема, така е, така е. Кажи ми, добар другар си знам со Трендо, со Пепи Чемеригич. Чемеригич беше првиот човек кој купи Тесла, сега ја има Трендо. Теслата овој не знам што има. Се има и повеќе. 3-4 Тесли. Ти се појави ли некоја таму? Да, ние веќе на 2-3 имаме работиме Тесли, па на едната фолија стававме, на другата ја поправавме шовершајбната и на третата исто ставивме фолија. Три сигурно сме работеле, да. Едната беше бела, едната беше шампањ боја и една Шо бела шампањ, каросеријата. Каросеријата, една црвена беше. И сега имаме еден Астон Мартин. Бараме шовершајбна за него. Да, и најголема смешка е со Астон Мартин. Колку е оригинална Астон Мартин? Астон Мартин, колку оригинална? Иначе оригинална и јас у малопродажба? Значи таа чини во малопродажба некој си 5000 фунти. А најголемата смешка оригиналната шовершајбна се прави во Хрватска, во Липик. Јас се читам ознаката и се јавам во Липик. Викам здраво, добар ден, шовершајбна, вика. Ало њофра? Вика да, деси брате. Цена ситница. Ало бинк, како брат? Не можеме, вика, да продаваме, вика, ние имаме ексклузивен договор направено со Астон Мартин и со таксито во Англија, што се нели имат они посебен договор. И не продаваме на никој друг. Вика, што вика, и тоа е најголема утка што сме ја направиле, заради тоа што англичаните доаѓаат со лупа, ги гледат сите точки, вака, онака, ние на 1000 продадени не можеме 200 да им дадеме на нив. Вика, на 1000 произведени не можеме 200 нив да им продадеме. А вака ќе можевме барем... Ќе можеме сега да продаваме и тако дали, али има една релација да дадеме на нив. Вика, на 1000 произведени не можеме 200 нив да им продадеме. А вака ќе можевме барем... Ќе можеме сега да продаваме и тако дали, али има една релација така со Лондон што имаме, па од таму ќе ја нарачаме така да и таа работа ќе завршиме. Така да ќе биде. Комплексна работа е работењето со стакло и станува се доста професионално. Значи морате до танчина да ги знаете. Значи има ознаки за стаклата. Кај имаш луѓе? Ти не ги поправаш, имаш работници. Да, имам. Но каде се обучуваат такви работници? Повеќето јас ги имам обучено, па и слободно можам да кажам дека во Македонија 80-90% од луѓето што работат фолија, стакла и репарации поминале низ наши раци, добила наша обука и така дали како поранешни вработени или пријатели и генерално јас ги обучувам за тоа, јас сум нели инструктор за таа работа, дека имам сертификат од новост. А има ли затоа што сите луѓе од колку е вака поспецифична сферата ми се жалат генерално дека колку е постручен и подобар и побаран мајстор, помалку го има. Потешко се наоѓа и си заминуваат. Стануваат прима балерини, стално се незадоволни, си работаат приватно, работи у фирмата колку да работи, па после иде у ова. Па знам, слушај, има проблем со колата, да ти кажам, луѓе од официјални сервиси, све после 5-6 и така натаму. И јас се чудам што е додека ми текне и ја наивен. Како успевате? Има ли луѓе, има ли заинтересирани? Има ли чираци кои влегуваат у бизнисот? Тоа управо сакам да кажам. АСО што е автосообраќајниот центар, кој е и училишен центар, порано имаше масовност на пријавување на луѓе да учат занат, за механичари, за лимари, за стаклари, за лакери, све, за автоелектричари. Сега некако и кај нив не се појавуваат луѓето и најголем проблем нели доаѓа од она
светлоста на велеградот, што е посебно во Германија едно друго, нели кога дискутираат таму, знаеш, ке отидеш таму волку пута онолку едно друго, меѓутоа никој не ги рачуна трошоците. Или на пример отвара еден Ван Хол, четворица мајстори од Канад ги повлекува идат во Ван Хол. Он добива испрофилиран мајстор едно друго заради тоа што не работиш сабота, волку ќе ти биде парат, а сега никој не дискутира дека Ван Хол ги држи 2 дена, 3 дена дома, па 3 дена на работа, па 2 дена дома. Значи има тука маци интриги едно друго. Или ќе отидат во Германија, па ќе работи, па ќе се врати пак назад, па после ќе дојде да продолжат да работа. Значи она мора да го пројдат и тоа, нели да отидат да видат што е, како некој ќе се опечат. Повеќето не успеа да го одржиш бизнисот и покрај сите. Тешко, имаме добри мајстори, добри се дечките, имаме добра комуникација, нели јас сум фин со нив и гледаме за сите работи да издискутираме една друго. Ја викам ја колку се фин сега, они се знаат со џудиста треба да се расправаат. Втори дан. Да, и ние се дискутираме, знаеш, дошо проблемот е ова како да го направиме вамо таму, се не кажам дека нема чарки една друга, успеваме некако да, али е проблем. Генерално е сегде проблем. Ви имате проблем конобар да најдете, проблем е кувар да најдете, значи во сите сфери е проблемот. Значи сите гледат да излезе, да отиде до дома, да работи се едно друго и така. Маце е проблем кај стаклата, маце поспецифична работата, нели подобри услови му требаат. Меѓутоа, нели го прават тоа и со лимарите едно друго. Меѓутоа, нели гаранцијата што можеме ние да ја дадеме, па тие не можат да ја дадат и така дај. Значи, немате проблем ни со хибриди, немате проблем ни со електрични, чим веќе Тесли почнаа да доаѓаат кај вас? Па доаѓаат и нормално дека ќе дојде, значи стаклото е стакло, дали е за Тесла, дали е за Порше, дали е за вако, значи тоа е исто. Работиме со најголемите европски, ние сме единствени увозници кои ги увезуваме сите европски брендови. Значи не сме врзани само за еден, имаме добар ексклузивен договор преку фирмата сестринска што имаме во Не ја затвораш, ќе ја тераш новост. Па многу се добро, значи бебенце ние тоа сме го дигнале од нула, така да е добро. Порано во Југославија имаше 15 сервиси, тоа беше Джудо, Продимет, Риши, Кордицепс, Новус. Добра на крај и член си на Друштвото на нутриционисти на Македонија. Да, имавме ние Провита Еду, беше тоа. Да. Па ние има ли уште нешто што не знам? Па може ке ми тека нешто таму што не сум нумизматичар. Не си нумизматичар, добро? Да. Имаме добри така дружби, ба не нашата цел беше да се вклучиме во проектите кои беа под покровителството на Европската Унија за унапредување на школството. И ние сакавме да влеземе и да им помогнеме како децата од училиштата да добијат правилна наобразба за исхрана. Тоа не беше главната идеја. Тоа е Дон Кихотовска работа. Да, меѓутоа гледаше Джейми Оливер што преживе во Америка. Нервен слом, плачеше. Кому вика, кој си бе ти да им кажеш здрава храна на децата? Нека јаде помфрити, пилешко. Значи ние со економските оператори кои се бават со исхрана во училиштата имавме и добри пријателски односи и со Кире и со Коки. Значи дискутираме нормално и со Горано специјал и он вика слушај, џабе се трудиме, значи дури се организираа состаноци таму каде што оние најбунтовни родители кои има замерки на све, ќе се пријават, дојдете, ние 50-100 луѓе ќе дојдеме едно друго, кога он вика џабе ние дискутираме. Он сака навиките ти да му ги створиш на детето, он дома ќе го рани со пица, ти сака да му дадеш да јаде тиква, да јаде боранија, да јаде грашок, нели смешката со грашок. А дома го рани со хамбургери и пица. Хамбургери или еве ти пари што сакаш јаде и така да. Тоа е најголем проблем. А фундаментот сега се ствари. Ако вие му створите здрави навики, по тоа се добри јапанци. Дома лесно ќе му создадеме и во школа. Апсолутно. Значи, као што почнавме, вика, едноставно е да бидеш слаб, вика, него тешко е да бидеш едноставен. Значи, тоа е главната фора. Значи, како ние да го направиме тоа да биде баш секојдневница. Значи, ние воопшто да не се замараме со тоа. Кога ќе дојде, кога ќе стане, се знае. Нели се мие, пие 2 чаши вода, зима јаде овошје, идеме на училиште. Што му беше проблем на Джейми Оливер? Викаат готвачките, не е проблем, само вика, ја ова вика, не и тоа, вика, ќе им го спремам. Само ја ова храна, вика, прженици, вика, чикен и фрај, ми треба 1 сат. Ова ти што ми го бараш, ми треба 2 сати. Па добро да готвачка, нели? Ама треба да сготви за 2000 ученици и така. Значи тоа се доста предизвици. Да. Океј, Мике, јас ти благодарам.
Се надевам за дека утре ќе поканата. имаш убав ден од Сабајле, секогаш. спокоен. Ете, покривме џудото и Новус. Моја дамнешна желба да збориме за две овие компании и бидејќи иако приватно се знаеме, никогаш нема вака да ми го раскажеш на така маса, да, но во ќе немаме емисија време, за така. гледачите, еве пренесовме, а ова све останува тука, утре вечер сега. го продолжуваме. Емисија пост-ковид, здравје и Напорно и добри информации имаме секогаш за нив и информациите секогаш доаѓаат од моите согледувања како да контактирате со некој адвокат да ви го толкува законот. Брзо ќе станат лекари, заради тоа што им го кажуваат правиот пат како да се движат низ оваа гужва, низ оваа џунгла и да постигнат многу добри резултати со едноставен начин. Значи многу луѓе кои ќе дојдат на разговор, значи толку се едноставни начините, значи ние не правиме, не знам, што да биде таму, да вие цел ден седите на тенџерот или готвите не знам што, на едноставен начин во вашето секојдневие да влеземе, а да извадиме поука од тоа и да направите добар оброк и да направите да имате енергија. Значи толку би оставил. утре вечер. За утре вечер. Утре вечер. Ова е без преседан, емисијата продолжува утре вечер. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно, продолжуваме утре вечер.